Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. Кој ќе реши кои се политички монтирани случаи и како да се расветлат? Засегнатите сами подготвија закон. На овие луѓе треба да им се овозможи едно ново, правично и фер судење. Воздржаност во судскиот совет. Какво законско решение би се донело кое би било во согласно со уставот и не би се косело со одредбите од Законот за кривичната постапка. Темата утре и официјално се отвора. Гостивар е град на пензионери, се жалат мештаните. Перспектива нема во градот и зад бегат. Овде работа нема, сите отидоа во странство. Во најава е жестока изборна битка. Да требам визионин тон, да фитоим зеде падуши. Но Бејта не ја дава фотелјата. Не, Бејта. Народот не му дава да... Кампањата почна. Скопје европска зелена метропола во 2025-тата. Реална перспектива или утопија? Да се врати мотивацијата, да се грижиме за тоа што е пред нашиот двор, надвор од нашиот праг. Исполнет ли е минимумот за 9 квадрати зеленило по жител? Градските власти велат и надминат, но... Не ја знаеме ни точната бројка на граѓани кои што живеат во Скопје. Бројката се движи некаде меѓу 8 и 9 метри квадратни по жител зеленило. Таму бевме само со министерот за надворешни работи, кој што се обиде да го сликне настан, што е многу нормално, нема асистенти. Јас такви одења во Њујорк сум имал повеќе. Он мени више пута пружио руку у току тог разговора, када смо говорили о посети, он е додатно, мислим, 4-ти пут пружио руку. Саботажа. Ке се вратиме по кратка пауза, останете на Алсат. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Можно ли е и како да се исправи неправдата во судските предмети оценети за политички монтирани? А пред ова, и кој во каква процедура би решавал кои се монтирани случаи? Европската комисија во своите извештаи пишуваше за селективна правда, особено во високопрофилните политички случаи, а новата извршна власт вети нивно повторно отворање. Во очекување на конкретни потези од владата, засегнатите решија сами да преземат иницијатива и да подготват посебен закон за овие предмети. Што предвидува тој, колку е реално остварлив, може ли да воспостави преседан на кој во иднина би се повикували и други, што мислат судската и извршната власт за иницијативата и генерално за темата, и има ли и други опции за расветлување на овие случаи? Од Александар Димитриевски. Ние како влада преземавме обврска дека ќе направиме дополнителна и тоа меѓународна истрага, се со цел да на еден соодветен начин ја дознае јавноста вистината за овој настан. Ме сигури се унен да лидеме декларата ме колегу Тим Зоти Спасовски се Министрија помет мрежко да откркоја да хетим дркомтар, еде порастин екумановост, еде порастин мостр. Овие две изјави од крајот на минатата недела добија простор во домашните медиуми. Но со новинарски жаргон, тие не стана вест во низа. Причината може би лежи во фактот што сегашната власт ова ветување го даде повеќе пати. И додека беше во опозиција, но и во новата владина програма. А во владината програма, Кумановските настани не се единствениот судски предмет за кој извршната власт ветува поддршка за расчистување на сомнежите. Ресорното министерство ќе даде целосна логистичка поддршка на обвинителските и судски инстанции во отворање и водење постапки за предметите Сопот, Бродец, смртта на Мартин Нешковски и на Никола Младенов и Монструм. Додека Дивонаселје е предмет за кој се уште нема пресуда, другите случаи се или затворени, или се во повисоките судови. Тоа значително ја компликува реализацијата на намерата еднаш за секогаш да се потврдат или отфрлат сомнежите за улогата на политиката во овие предмети.
Невладината организација Комитет за заштита на правата смета дека најдобро решение е нов, посебен закон, кој ќе ги третира така наречените политички случаи. Нивниот предлог е да се даде 1 година рок за осудените кои сметаат дека се жртви на политиката и дека им се прекршени човековите права и слободи да побараат повторување на постапката. Предлагаат 10 критериуми кои ќе бидат основ за препознавање. Дали одреден судски предмет има елементи дека бил политички мотивиран или монтиран случај, меѓу кои се повреда на пресумпција на невиност, злоупотреба на заштитен сведок со користење лажен сведок, злоупотреба на посебни истражни мерки, злоупотреба на институтот спогодба со присилба за признавање на вина, повреда на правото на одбрана. Дали одреден судски предмет и на вистина ги исполнува условите за повторување, ќе одлучува првостепениот надлежен суд. Се предлага и судијата кој учествувал во претходната постапка да не може да учествува во повторениот процес. На овие луѓе треба да им се овозможи едно ново, правично и фер судење, каде што ќе бидат користени еднаквоста на оружјето, затоа што во текот на тие постапки им беа ускратени и овие права на самите обвинети, доказите беа ценети и фактите еднострано, не им се овозможуваа на луѓето користење на докази и сите тие околности земени во една целина, секој се разбира во одреден предмет која околност ќе се пронајде, ќе биде критериум врз основа на кој ќе се дозволат овие повторувањата на овие кривични постапки. Akuzohen për një vetur me të cilën kinse është kryer vrasja dhe arratisja e tyre dhe kinse në vetur është gjetë ADN-ja e njërit prej të akuzuarve. Mirë po, gjatë procesit gjyqësor, pala mbrojtëse e kërkon mjetin me të cilin po akuzohen këto të akuzuar. Do në të thotë, nuk lejohet ligjërisht, që është me ligj e lejuar, mjeti me të cilin akuzohesh të sillet në gjykat apo pala mbrojtëse të ketë qasje dhe ta verifikoj a është e vërtet a nuk është e vërtet. Прашавме во Министерството за правда кој е нивниот став за ново законско решение кое ќе ги третира политичките случаи и како ќе реализираат заложбата во владината програма за овие случаи. Добивме писмен одговор. Прашањето за ревизија или реотворање на судски случаи кои дел од јавноста ги доживува како политички мотивирани или монтирани, ќе биде поставено на седницата на Советот за реформа на правосудниот систем, која ќе се одржи во вторник на 26 септември. На прашањето дали постои компаративно искуство за дефинирање политички мотивиран судски предмет, од правда велат. Нашата првична идеја во врска со ова прашање се движи во насока на подготовки на пропис со кој Собранието на Република Македонија, како највисок државен орган во рамките на своите работни тела, а со вклучување на стручната јавност, ќе утврди кои случаи на кривично гонење би можеле да бидат предмет на обнова на судската постапка. Со тоа, ќе направиме уште еден чекор напред кон враќање на изгубената доверба на граѓаните во институциите. Дека треба да се расчисти со така наречените монтирани случаи, смета и председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски. И покрај тоа што не се согласува со перцепцијата дека судовите местеле пресуди по налог на политиката. Аргумент му е фактот дека повторување на судска постапка е можно и сега со Законот за кривичната постапка. Но механизмот речиси и да не бил искористен за јавно оспоруваните случаи. Потребни се или нови докази, кои што не можел некој да ги приложи во периодот кога бил суден. Постојат и другите основи. Да се докаже дека судијата ја донел пресудата или решението било која одлука попада извршувајќи кривично дело и за тоа е осуден. Има и други начини, овие се основните. Ги мотивирам сите граѓани кои што се за било што и било кога осудени, што поседуваат релевантни докази согласно Законот за кривична постапка, кои што се законити докази согласно член 12 од Законот за кривична постапка, да си ги барат своите права и да барат повторување на постапката.
Носењето нов, адхок закон според Караджовски отвара ризик за повторување на слични решенија во иднина, за различни потреби. Со резерва дека не го познава конкретниот предлог, сепак проблеми гледа и во сегашноста. Каков закон или какво законско решение би се донело, кое би било во согласност со Уставот и не би се косело со одредбите од Законот за кривичната постапка, кој што е процесен системски закон и ги регулира сите прашања за во работењето и за текот на кривичната постапка. Крајно, кој би бил авторитетот или органот или телото кој што ќе одлучи кој е тој што ќе утврди точната бројка или за кои предмети тој ќе се однесува. Неколку информации од изминатите денови оставаат впечаток дека не е докрај исклучена можноста основа за повторување на спорните судски случаи да остане законот за кривичната постапка. На тоа упатува фактот што апелациониот суд ги призна прислушуваните разговори за доказ во уште еден предмет на СЈО. Премиерот Зоран Заев во петочното интервју за 360 степени сподели личен став дека бомбите можат да влијаат на бројни предмети. Јас верувам дека за сите овие случаеви ќе има транспарентни истраги и транспарентни постапки, ние сакале или не. Самите докази кои што ги поседувавме ги доставивме до специјалното јавно обвинителство за случаевите кои што се случиле до таа 2014 година, до кога имаме ние материјали, апсолутно се за мене доволна причина за да има почеток на самите постапки. На спорните предмети може да влијаат и планираните законски измени со кои СЈО ќе може да заштитува сведоци. Тоа ќе отвори потенцијал за лица кои досега молчеле да прозборат. Кога минатата година Катица Јанева ги бараше овие законски измени од претходната власт, кажа дека тие се неопходни токму за истрагата во неколку предмети. Апелирам законодавниот дом да ги донесе поднесените од моја страна измени на Законот за заштита на сведоци, за да може специјалното јавно обвинителство да навлезе во сршта на предметите како што се Мартин Нешковски, Монструм и Сопот. Сепак, ставот на групата која најмногу посакува ревизија на дел од судските предмети е дека решението е само во нов закон. Овдека се работи за околности кои што упатуваат на нешто друго. Околности кои што укажуваат на грубо кршење на самиот процес на водењето на постапката. Уште од самиот старт, започнувајќи од повреда на човековите права, презумпцијата на невиност, кои што во старт кај гледачите предизвикуваат чувство дека постои некаква кривична одговорност уште пред да биде донесена пресудата. Дали вие како иницијатори препознавате можност утре, да речеме ВМРО ДПМН, кога би дошол повторно на власт, да предложи слично решение, да речеме под изговор дека случаите на СЈО се политички монтирани против нив, како што и сега тврдат? И ВМРО ДПМН може да се повикува на овој закон. Без исклучок, според моје мислење. Но и оваа власт, ако суди со посредни докази, со изразот фрла сомнеж, како што е во пресудата на Монструм, и врз основа на тие посредни докази или донесуваат заклучок за една таква пресуда, тогаш и на оваа власт ќе му кошта рушење на власта и доаѓање на друга власт. Тоа ќе зависи дали судството ќе застане сега на здрави нозе, дали доследно ќе ги применува уставот и законите и ќе дозволи прекршувања и повреди на основните човекови права. Ако тоа провеива и се случува и понатаму, тоа ќе биде околност несомнено што и сегашната ВМРО која што е во опозиција би ги искористила тие прилики и би побарала повторно некој нов закон. Комитетот за заштита на правата денеска и формално го достави предлог законот до архивата на Министерството за правда. Првиот тест ќе биде на Советот за правосудни реформи веќе утре. Ставот од состанокот нема да биде пресуден, но може да ја најави насоката на односот на сегашната власт кон оние што за себе сметаат дека се жртви на претходната. По паузата што следува, отвораме уште неколку актуелни теми.
Гостивар е град на пензионери, се жалат мештаните. Перспектива нема во градот и за бегат. Овде работа немат, сите отидоа во странство. Во најава е жестока изборна битка. Do ta tregojmë vizionin ton dhe do të fitojmë këtë zgjedhje padyshim. Но Бејта не ја дава фотелјата. Не, Бејта. Народот не му дава да... Кампањата почна. Скопје европска зелена метропола во 2025-тата. Реална перспектива или утопија? Да се врати мотивацијата, да се грижиме за тоа што е пред нашиот двор, надвор од нашиот прак. Исполнет ли е минимумот за 9 квадрати зеленило по жител? Градските власти велат и надминат, но... Не ја знаеме ни точната бројка на граѓани кои што живеат во Скопје. Бројката се движи некаде меѓу 8 и 9 метри квадратни по жител зеленило. Караваните на партиите тргнаа и во следните 20 на дена ќе се обидат да стигнат до што поголем број потенцијални гласачи. Вревата ќе стигне на 13 октомври на полноќ, пред гласањето на 15, кога ќе се решава за локалната власт во 80 општини и градот Скопје во следните 4 години. На почетокот на кампањата избравме 3 општини, една на исток, една на запад и една на север, во кои според досегашното искуство, анкетите и квалитетот на кандидатите се очекува интересна изборна битка. Славица Филиповска ја донесува предизборната атмосфера од Штип, Куманово и Гостивар. Гостивар, мултикултурно јадро во Полошката котлина. Познат по најубавите баклави, но и по изворот на најголемата река во Македонија, Вардар. Како што водата од вруток се излева и никогаш не се враќа, така и младите го напуштаат гостиварскиот регион во потрага по подобар живот. Официјална статистика за иселувањето нема, но во центарот на градот ве пречекува плоштад полн со пензионери, кои како да чуваат нешто и како да чекаат некого. Тешко. Бегат надвор луѓето, кој како ќе најде екзистенција. Као кадри веќе одат на запад и ги користат други. Други ги користат тие кадри, за жал. Младите бегат, немаат работа и наравно бегат. Секој млад сака да се запосли, да има будуćност. Овде нема, перспектива нема во градот и зат бегат. Овде работа немат, сите отидоа во странство. Се празни градот, учат децата школа, не знаат каде ќе работат. Даваме пари по факултети и не знаеме дали ќе се вработуваат или не. Но локалните избори нема да ги одминат оние кои останале тука, па и оние кои ќе одлучат на денот на изборите да се вратат во родниот крај. Гостиварци за локалните избори имаат можност да одберат меѓу 7 на кандидати за градоначалници. Арбен Таравари од Алијансата за албанците, Невзат Бејта од ДУИ, Асаф Адеми од партијата Беса, Себајдин Изаири од ДПА, Шпати Сеини од коалицијата на Алијансата за албанците, Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН и Ленка Јовановска од Социјалдемократската партија на Македонија. Арбен Таравари само што стапна на функцијата министер за здравство, веднаш влезе во локалната трка за градоначалник. И тој го дели мислењето на граѓаните. Kam pas disa shkrime për Gostivarin ku e përshkruaj se ky është për fat të keq qyteti shprazur tashmë, ku jetojnë vetëm njerëz të vjetër, shohim shtëpia të shprazura, djemë dhe vajza të cilët ikin me të madhe prej Gostivarit sepse këtu nuk ka më shpresa. Në qoftë se bëhem, me siguri do bëhem kryetari i komunës së ardhshme të Gostivarit, planifikojmë që të nisim, kemi disa prioritete. Një është shkollat të rregullojmë, shkollat në Gostivar janë në gjendje të mjerueshme. Këtu kemi 4 universitete dhe 3 shkolla të mesme, që është qesharake, po kështu është situata. Pastaj do mendojmë edhe për disa paqet, disa gjëra që mund t'i bëjmë për Gostivarin që të rinjt mos na ikin prej këtu. Se shumica e të rinjve janë duke ikur prej Gostivarit. Таравари не жали за министерската функција. Вели, има многу работа и на локално ниво, но за ризикот да остане и без министерското и без градоначалничкото место вели. Ne do bëjmë një fushat të qetë, të urtë, do ta tregojmë vizionin ton dhe do të fitojmë këtë zgjedhje padyshim.
но градоначалничката фотелја нема намера да ја отстапи неговиот против кандидат од ДУИ Невзат Бејта. Не, Бејта. Народот не му дава да... За него желбата за подобар живот кај младите е нормална работа, но свесен е дека тоа е голем проблем, чие решение е добра економија. Është natyrshme që një pjesë të rinjeve të cilët kërkojnë të kenë jetë më të mirë edhe janë të përgatitur në mënyrë profesionale për të punuar në vendet të ndryshme të Evropës, po Evropa kërkon edhe të rinj të cilët ju mungojnë në vendet e tyre që kanë zanate të ndryshme, jo vetëm nga Maqedonia, por nga gjithë Ballkani, edhe ju ofrojnë rroga më të mira, edhe ata janë të detyruar që të shkojnë punojnë. Edhe na, nëse do ta forcojmë ekonominë dhe do ju krijojmë kushte të mira, do ju krijojmë rroga si i kanë atje, ose pak më tulta, ato do të kthehen në vendlindjen e vete. Pa marrë parasysh ku punojnë qytetarët tanë, gjithë janë të lidhur me zemër dhe me shpirt për vendlindjen e tyre. Бејта вели дека доколку на централно ниво не се понудат подобри услови, никој нема да може да го спречи одливот на младите во странство. На 100 километри од Гостивар, во Куманово уште на влезот ве пречекува сообраќаен хаос. Во градот проектиран за околу 10.000 возила, денеска низ него минуваат речиси тројно повеќе. Нервозата од метежот се чувствува на секаде во градот. Речиси и да нема кумановец кој е задоволен од тоа како општината се справува со овие проблеми. Овде печалбарството е стара тема. Хаос е Куманово. И чистоќа, и возила, кој куде сака паркира. Улиците сообраќајте, гледате како е кај нас. Како да се наоѓаме негде во Африка, во Индија, не во една европска земја, каде што тежнееме да бидеме. Следниот градоначалник треба прво да го среди сообраќајниот метеж и улиците, и нормално и све, што е потребно за едно нормално живење. Според базата на истражувачката мрежа БИРН, инвестициите во капиталните објекти по глава на жител во Куманово се најниски во Македонија. За изборот на градоначалник овде кандидатури поднесоа повеќе партии. СДСМ го кандидира Максим Димитриевски, ВМРО ДПМН е Зоран Ѓорѓиевски, ДПА го предлага Бесник Мемети, БЕСА Дритон Сулеймани, а од Алијансата на албанците е Башким Османи. И за дел од кандидатите со кои зборувавме, потребно е итно и одржливо решение за сообраќајниот хаос. Па факт е дека Куманово живее во еден сеопшт сообраќајен хаос. Воедно имаме и голем број на нерегистрирани возила и тоа е еден сериозен проблем на градот, кој што градот, општината во иднина ќе мора да го реши и да го надмине, со тоа што ќе влеземе во сериозни инвестиции на регулација на сообраќајот, градење и инвестиција на нови катни гаражи, дополнителни паркиралишта, уредување на урбанистички решенија кои неминовно ќе мораат да градат самите инвеститори дополнителни паркиралишта. Димитриевски вели дека општината, освен големиот број на жители, има и голем број на проблеми. Имам намера да ги решавам заедно со граѓаните сите проблеми, тргнувајќи од основна инфраструктура, подземна, надземна инфраструктура, значи сообраќајни решенија, хоризонтална, вертикална сигнализација во градот, но првенствено морам да напоменам дека сообраќајниот хаос од друга страна е и резултат на самиот неодговорен однос на возачите кои што учествуваат секојдневно во сообраќајот. Кандидатот Зоран Ѓорѓиевски, кој по втор пат ќе се бори за локалната власт, предупредува на црните раскрсници во градот. За овие 5 години требаше да се направи нов генерален урбанистички план, каде што сите тесни грла во градот треба да има свое адекватно сообраќајно решение, каде што оние опасни точки во градот, каде што има веќе погинено одреден број лица, платија со своите животи заради лошите сообраќајни решенија, значи да се иде со адекватни сообраќајни решенија кои ќе го намалат сообраќајниот метеж и ќе ја зголемат безбедноста и на возачите и на сите други учесници во сообраќајот.
Георгиевски, кој не успеа да го победи против кандидатот на минатите локални избори, одлучил да понуди дел од старата програма. Од 2013 едно од решенијата ни беше и изградба на една меѓуградска автобуска станица надвор од градот, во близина на автопатот Александар Велики, така да гужвата што доаѓа од автобусите кои поминуваат во Куманово бија намалиле на тој начин. Другите сообраќајни решенија кои ги нудевме тогаш беа одредени кружници, кружно решавање на најкритичните места во Куманово. Сега со новата програма ќе имаме малку повеќе опфатени кружници, тоест клучки, решавање на влезовите и излезовите на градот Куманово. На 60 километри од Куманово е Штип. При првиот поголем дожд, дел од улиците од градот пливаат во вода. Тогаш и фотографиите постирани од штипјани ги преплавуваат социјалните мрежи. Кој ќе заврне, тоа се знае се, сите улици се поплавени. Оти немаме доволно во одводни канали за атмосферската вода. А за време на дождови, како луња е, какво може да биде? Несредено, неубаво, така. Што да ви кажам? Спрема тоа, не сме задоволни. Но има и задоволни од она што е направено за градот. Уопшто земано за градот, уопшто земано он се грижи за целиот град, се исто. За овој градоначалник да зборам сме. Во трката за градоначалник на Штип влегуваат Благој Бочварски од СДСМ за прв пат и по втор пат за актуелната позиција Илчо Захариев од ВМРО ДПМН. За младиот актуелен пратеник Благој Бочварски, неопходен е инфраструктурен развој за градот. Апсолутно еден од најголемите проблеми, еден од проблемите кои што мораме во иднина да ги решаваме е инфраструктурните проблеми за кои што општината генерално во прв план треба да се грижи, треба да ја подобрува и во делот на квалитетот и во делот на развојот на градот. Така што инфраструктурно Штип е запоставен град, граѓаните имаат право, тоа го чувствуваме сите. Ни се случува при 15 минутен дожд да ни се излеваат води од улиците, каде што ни се во претходниот период се затварани атмосферски канализации, отвори за одводи на вода, каде што не се правилно развива инфраструктурниот дел на градот. Но неговиот против кандидат мисли поинаку. Штипје не велат, ако оса ве касне, ќе нема земја каде да се намачкате, затоа што се асфалтирано. Илчо Захариев, кој се бори за втор градоначалнички мандат, вели дека станува збор за само една улица. Единствена улица која плави во Штип е улицата Кочо Рацин. Тоа е улица долга некаде околу 200 метра. Значи Штип има некаде околу 200 улици во градот. Тоа е улицата Кочо Рацин. Таа улица носи голем нанос кој доаѓа од високите делови на градот, од левата страна на реката Отиња и практично кога тие води додат, значи носат талок и наплив под општината. Одлучиме таа улица да биде целосно реконструирана. Актуелниот штипски градоначалник вели дека работниот план му произлегува од потребите на граѓаните. Најмногу барале патишта. Ние имаме веќе визи како тоа да го направиме. Сега градиме голема обиколница на селбата Сењак, каде живее скоро 25.000 жители од нашиот град, према на селбата Пребек, индустријскиот дел, која ќе оди до бањата Кежовица и ќе оди за регионалниот пат Радовиш Струмица. Но напротив кандидатот, штипјани му пренеле нешто поинаку. Штип во изминатиот период нема никаков, ниту еден крупен инфраструктурен проект. Ако смета моменталната, актуелната локална власт, дека со асфалтирање на 2 см асфалт на улиците или промена и замена на бекатон коцки по тротоарите, тоа е развој на градот, јас не се согласувам со тоа, меѓутоа тоа го тврдат и сите граѓани во контактите со мене. Тоа се гледа и во анкетите кои што покажуваат дека градот бара крупни инфраструктурни проекти. Она кое што ние го предвидуваме во нашата програма и кое што ќе го реализираме е гасификација на градот Штип. Трката за градоначалници и советници и официјално започна. Да, кампањата само што започна, а во 360 степени во следните изданија ќе третираме теми важни за локалната изборна трка. Таква е и она што следува по паузата, заедно со саботажата. Скопје европска зелена метропола во 2025-тата. Реална перспектива или утопија?
да се врати мотивацијата да се грижиме за тоа што е пред нашиот двор, надвор од нашиот праг. Исполнет ли е минимумот за 9 квадрати зеленило по жител? Градските власти велат и надминат, но Не ја знаеме ни точната бројка на граѓани кои што живеат во Скопје. Бројката се движи некаде меѓу 8 и 9 метри квадратни по жител зеленило. Таму бевме само со министерот за надворешни работи, кој што се обиде да го сликне настанот, што е многу нормално, немав асистенти. Јас такви одења во Њујорк сум имал повеќе. Он е мени више пута пружио руку у току тог разговора и када смо говорили о посети, он е додатно, мислим, 4-ти пут пружио руку. Саботажа. И понатаму сте со 360 степени. Може ли Скопје низ бетонот и градежната експанзија да го пронајде патот до зелен еколошки град? Градските власти тврдат дека Скопје веќе сигурно чекори по тој пат, а граѓанскиот сектор дека градот никогаш не бил толку далеку од таа траса. Затоа и се врши притисок врз кандидатите за градоначалници по 15 октомври вистински да му се посветат на овој проблем. Сосема независно од изборите пак, активистите од иницијативата Дотерај го Скопје се обидуваат да мобилизираат и да разбудат што повеќе граѓани, садејќи бршлен и поставувајќи си амбициозна цел. Скопје да конкурира за Европска зелена метропола во 2025 година. Никола Здравковиќ. Метропола, збор кој асоцира на Париз, Лондон, Прага. Изминативе години, многумина скопјани предпочитаат на оваа група да и го додадат и својот град. Уметниците го гледаат Скопје како метропола на уметноста. Ако ги прашате пак љубениците во фудбалот, по Суперкупот на УЕФА, Скопје може да биде и фудбалска метропола. Но членовите на иницијативата Дотерај го Скопје предпочитаат главниот град да стане зелена метропола. Нивната визија оди дотаму што во 2025 година Скопје го гледаат како европска зелена престолнина. Првите чекори веќе се направени. Секој јавен напуштен простор, всушност многу од изведувачите и комерцијалните фирми го гледаат како простор за градба. И ние сакавме тој процес да го подзапреме, ако не можеме комплетно да го стопираме, знаејќи е реалност да се разбира. И нашата активност е токму во тој правец да се поттикнат граѓаните да се грижат за јавните простори, за да не бидат оставени сами на себе и да не бидат препознаени за некоја друга потреба освен таа основна која што претходно ја имале. Нашата идеја беше да го вратиме чувството на сопствеништво кај граѓаните. Многу повеќе од самите интервенции, да се врати мотивацијата да се грижиме за тоа што е пред нашиот двор, надвор од нашиот праг. Повеќе од 150 граѓани до сега, вклучувајќи тука и организации, и компании, и индивидуални граѓани, се имаат вклучено во иницијативата, а кога велам се имаат вклучено, тоа значи дека физички биле со нас на терен и ни помогнале да засадиме, да расчистиме, да разелениме на 50 локации низ градот Скопје. Ентузијастите ги засадија првите корени, но нивната идеја треба да ја препознаат уште многумина. Меѓу нив и оние кои се засадија во раководни фотели и од нивниот потпис зависи и градското зеленило. Во 2011-та Скопје добио помена од Светската здравствена организација дека не ги исполнува минималните 9 метри квадратни зеленило по глава на жител. Дали градските власти извлекоа поука од тоа? Велат, грижата за овие површини е помеѓу приоритетите, како и дека постојано имаат стратегија за зачувување и унапредување на зелените површини, која веќе ги надминува очекуваните резултати. Според сегашните проценки, градот Скопје располага со површина од околу 650 хектари јавно зеленило или 12,5 метри квадратни по жител. Постојаната површина на зеленило ги задоволува европските критериуми. Согласно проекциите на Генералниот урбанистички план за град Скопје, до 2020 година е предвидено зголемување на зелените површини, кои треба да изнесува 18,5 метри квадратни по жител. Според евиденцијата на јавното предпријатие Паркови и зеленило, градските зелени површини во 2017-та бројат 725 метри квадратни повеќе отколку во 2010-та. За невладините кои се занимаваат со оваа тематика, математиката на градските власти не одговара на вистинската слика.
Направиле сопствена евиденција излегувајќи на терен и броејќи дрво по дрво. Веќе голем дел од зеленилото, околу 35% од површината, зелената површина во потегот Мал Ринг, кој што го обработувавме, беше уништена. А предвидувањата беа, ГИС анализи правевме, дека и конкретно како финална точка беше земена 2017 како година, беа дека зеленилото вкупно ќе се намали за околу 70%, а да речеме волуменот, односно количеството на крошните на дрвјата, кое што често е еден од најголемите чинители во прочистувањето на животната средина во урбаните средини, ќе се намали до 35 или 40%. Исто така сега во последниот отчет на Коца Трајановски за Скопје, тој вели дека има 330.000 метри квадратни нова зелена површина во градот, чија градска површина е 225 километри квадратни, што значи дека зеленилото со кое што тој се фали не достигнува ниту 1% од вкупната површина на овој град. Канцеларијата на UNDP во Македонија во соработка со градот Скопје прави обид да се дојде до точниот процент на зеленило во градот. Почнаа со изработка на така наречен зелен катастар, за кој велате потребно време, но со кој ќе се избегнат шпекулациите околу точните бројки. Прво имаше геодетско снимање на зелените површини што се во надлежност на градот. Сега се прави полнење на тие површини со атрибути, односно колку дрва и грмушки има на тие површини. И се очекува таа фаза да заврши во октомври оваа година. Значи ќе бидат опфатени околу 650 хектари на зелени површини кои што се во надлежност на градот. Понатаму се очекува овој катастар да се надгради со информации од општините и со информации од самите граѓани. Невладиниот сектор и новинарите кои истражуваат оваа област потенцираат дека честопати јавноста, но и надлежните забораваат на уништените вонградски зелени површини, пред се на планината Водно. Мислам дека Водно има 4753 хектари, моментално е запишано во планот на во годишниот план на паркови зелена. Оваа бројка од 2010, не знам за претходно, од 2010 до 2017 е повторувана, значи буквално копи-пейст е правено на бројката и е ставено во плановите за паркови зеленила, планови кои што потоа оидат до Советот на град Скопје, а Советот на град Скопје таму 30-40 луѓе, не знам колку се точно советници, го гласаат овој план и овој план поминува. Значи, тој паушал за Водно, за Вонградското зелено, така поминува и никому ништо. А исто време на Водно имаме Кула, имаме Крст, имаме Сончев град, имаме пат до Сончев град, имаме границата онаа што треба на Водно се шири, се гради натаму. Град Скопје чека од Министерството за животна средина да направи потек. Министерството за животна средина чека од Град Скопје да направи некоја студија и се тоа се врти. А Водно го знаете какво е се гради. Во изминативе 7-8-10 години немаше апсолутно никаква волја. Јас, известувајќи за овие теми, немам видено апсолутно никаква волја од властите, било на локално, било на централно ниво, да нешто се направи во врска со проблемите кои што се од животната средина. Да бидат работите уште полоши, со многу други проекти, со многу други работи кои што ги преземаат нарочито локалните власти, уште повеќе се загрозува животната средина. Дека постојано е впишувана истата бројка, говорат и податоците на паркови и зеленило. Податоците кои ги прикажуваат надлежните говорат за една, меѓутоа истражувањата на граѓанскиот сектор и на новинарите за друга, сосема поинаква слика. Градските мерачи на загаденост веќе го достигнаа врвот, а од година в година се повеќе скопјани, вклучително и деца, умираат како последица на загадувањето и респираторните проблеми. Излез и решение се надзираше во изготвување и усвојување на добар, цврст и темелен закон за зеленило, односно прецизно уредување на зелените површини во смисла на нивна заштита и нивно унапредување. Законот го донесе собранието во март 2016-тата, кога мнозинството го имаше ВМРО ДПМН. Но дали овој закон стана чувар на зеленилото или упатство за заштита на неговите уништувачи, партијата Дом, како зелена партија, но и како тогашен владин партнер, не го поддржа овој закон. Како причина го посочуваат лицемерието на тогашната влада, која 3 пати го одбила нивниот предлог закон изготвен во соработка со институциите, а усвоила закон без суштина.
Со тој вистински закон за урбано зеленило требаше да се заштити на вистински начин зеленилото во градовите, во урбаните подрачја, таму каде што е најзагрозено населението и таму каде што најмногу ни треба зеленило заради воздух и заради загадувањето. Понатаму требаше да се спречи воопшто сечење на стебла над 40 сантиметри пречник. Понатаму требаше да се обезбеди задолжително вградување на зеленилото во документацијата при проектирањето во еден град или на една парцела и потоа да се обезбеди најмалку 10 до 30% зеленило на ниво на градежна парцела или севкупно да се води сметка да се стремиме кон 25 метри квадратни зеленило на ниво на град. За Поповска спорна и математиката со која се дошло до официјалните 12 метри квадратни зеленило по глава на жител. Ние немаме попис на населението и не ја знаеме ни точната бројка на граѓани кои што живеат во Скопје. Според сегашниве жители се тврди дека бројката се движи некаде меѓу 8 и 9 метри квадратни по жител зеленило. Законот предвидува парични казни за предпријатијата кои несовесно ќе ги третираат зелените површини, но од град Скопје велат дека досега ниту едно предпријатие не е казнето. И додека за нив тоа е показател дека се води сметка за зеленилото, за невладините тоа е само доказ дека институциите меѓусебно се штитат. Ако ги земеме предвид Карпош, плановите кои што сега му го предвидуваат она што ќе се случува во наредниве десетина години во Карпош, водно она што се случува, во аеродром што се случи и пар други околни населби, Чаер, таму Топана, ние се соочуваме со многу поголеми проблеми од оние во кои што живееме сега. Пред предстојните локални избори, граѓаните од неколку скопски општини веќе порачаат дека ќе гласаат за оној кандидат кој ќе гарантира заштита на зеленилото. 2025-тата и визијата на дотерај во Скопје за сега изгледа далеку. Далеку изгледа и приближувањето на ставовите на властите и на засегнатите од состојбите со животната средина и зеленилото. Нашите соговорници од почетокот на оваа сторија сепак добиле ветување дека кој да раководи соопштините после 15 октомври, тоа нема да ги одложи заложбите Скопје полека да почне да се претвора во зелена европска престолнина. Амбицијата на овие луѓе е благородна и таа е повеќе провокација за будење на граѓанската свест. Во емисијата стигнавме и до саботажата на Сречко Поповски. Без оглед дали било настан или средба, ракување со или без поздрави. Истинската заслуга за неверојатната виралност која ја предизвика фотографијата има шефот на македонската дипломатија, кој со брзина пократки од зборовите во честитката, како професионален папарацо, успеат да го вековечи мигот. Таму бевме само со министерот за надворешни работи, кој што се обиде да го сликне настрана, што е многу нормално, нема асистенти од делот на советниците или слично, впрочем и тоа го прават сите така. Малициозните коментари се разбирливи, веројатно и прифатливи, затоа што со обидот за естрадизација на политиката и се заканува губење на суштината. Фолклор, кому единствено верно му останува само блиското соседство, каде за разлика од скоромниот Заев, кој има дури 2 слики, колегата на Иванов од само една протоколарна фотографија успеа да направи долгометражен филм. Он е мени више пута пружио руку у току тог разговора, када смо говорили о посети, он е додатно, мислим, 4-ти пут пружио руку и рекao да е договорено. Но ниту тоа изгледа не е доволно, па феноменот на поздравувањето и честитките кои минатата недела го зарази регионот добива вистинска специфика, кога политичката легенда, која дури и му побара автограм, пред јавноста ќе соопшти дека единствената работа што не успеал да ја направи е да му биде стројник на американскиот претседател. Мене е само жал што Цецу nije видео Доналд Трамп. А си ga видео ти? Не, него што он тебе nije video. Pa to ti pričam, vidjet će me preko tebe. I onda bila bi sad prva dama. A ti bi da me udaš za njega? To je odlična prilika.
Тоа промашување сепак не значи дека таа утнала. Напротив, со доза на проникливост и со мистериозна насмевка, таа прилично прецизно како јасновитка, при една од многобројните посети на земјава, предскажа кој ќе има честа да се сретне со сопругот на Меланија. Svaka reč bi bila suvišna. Bravo za sve iz Strumice, za čitavu Makedoniju i bravo za gradonačelnika. Mogao bi da bude i premijer za koju godinu. Оттаму е оправдана резигнацијата во очите на човекот кому ниту приватната гатачка не сакаше да му ја каже вистината. Сета љубомора за тоа што тој не беше таму да му пружи рака на лидерот на слободниот свет. Не може да се зацкрие со божемна ноншаланција со која треба да одаде впечаток на тотална незаинтересираност, индиферентност со акцент на прошетаност. Нема ништо посебно што да се каже. Значи, една рутинска посета на Генералното собрание на Обединените нации, средби со овој со оној со кој што се договориле. Јас такви одења во Њујорк сум имал повеќе. И на крајот, тој што го видел Њујорк, ама одамна не бил во штип. Треба да биде внимателен, да не биде боцнат. Штипи не велат, ако оса ве касне, ќе нема земја каде да се намачкате, затоа што се асфалтирано. Нема ниту еден антихистаминик со кој може да се спречи алергијата што ја предизвикува политиката. Ниту се бара, ниту ќе биде најден. Од неа сите сакаат да се очешаат. Гледавте 360 степени, ве поздравувам на крајот на уште едно наше издание. Повторно ќе се видиме в петок од 22:30. Пријатно.